240 милиони денари владата исплати субвенции на пчеларите и сточарите во последните 2 седмици. Премиерот Мицкоски вели дека долговите од минатото се вратени, со што земјоделците ќе го добијат навремено заслуженото. Посебен акцент денес тој даде на тутунарите, истакнувајќи дека тие добија историски невисока цена досега, и тоа 400 денари за откуп и 100 денари дополнителна субвенција. Рече дека се откупени околу 22.000 тони тутун, нешто што досега се немаше случено. 240 милиони денари субвенции за оние што се занимаваат со сточарство и со пчеларство. И тој процес ќе продолжи и понатаму. Буџетот е како никогаш досега, исплатата и дисциплината се како никогаш досега, долговите од минатото се вратени, тековни се исплатите, така што ценам дека вака и ќе продолжи во периодот кој што следи, и ценам дека земјоделците треба да го добијат навремено тоа кое што го заслужуваат. Ќе ве потсетам, тутунарите добија историски највисока цена, 400 денари за откупен тутун, све беше откупено прва категорија, 100 денари дополнителна субвенција, повеќе од 20 милиони килограми. Мислам дека завршивме помеѓу 21 и 22.000 тони, тоа е негде околу 21 до 22 милиони килограми. Нешто што до сега беше невозможно. Премиерот дополнително информираше дека владата мисли на лозарите, овоштарите, но и воопшто на сите земјоделци, бидејќи како што истакна, тие како влада имаат интерес да работат само за граѓаните. Ке потсетам и на лозарите, на овоштарите и така натаму и така натаму. Буквално оваа влада има интерес да работи само и исклучиво за граѓаните. И така и ќе продолжиме. Земјоделците се наш приоритет и така и ќе продолжиме да функционираме. Инаку претходно владата ги покачи субвенциите на сите земјоделци кои што се занимаваат и со житните култури, па сега ова ќе представува нов мотик и потик за работа и се очекува и млада работна сила да ја продолжи оваа гранка.